Автопатот Демир-Капија – Смоквица е отворен, со што се комплетира целосно автопатското решение на коридорот 10 низ територијата на Македонија. Новата делница во должина од 28,2 км ќе го скрати за 25 минути патувањето на тој потек од автопатот Пријателство. Преку неа годишно се очекува да поминат 730.000 возила, а побрзото и побезбедно патување треба да придонесе за развој на економијата и поголема соработка на регионот и неговата интеграција во европскиот пазар. Со отворањето е означен почетокот на кампањата ЕУ за тебе, за инвестиции на Унијата во транспортната инфраструктура. Новиот автопат ќе го олесни движењето, ќе го поттикне економскиот развој и ќе обезбеди одржливо и побезбедно патување за компаниите и за граѓаните што ќе го користат. Македонија доби нова, модерна и безбедна автопатска делница, проектирана и изградена во согласност со европските норми и стандарди за заштита на животната средина со сите потребни карактеристики за безбедност. Вредноста на автопатот изнесува 218 милиони евра во делот на изградбата и 10 милиони евра за надзор. По должината на трасата на автопатот изведени се над 8 милиони кубни метри високи насипи и длабоки ископи во теренот, 6 моста, 2 тунели со должина од 1,2 км, 2 сообраќајни клучки кај Миравци и кај Смоквица, 100 канали. Поставено е современо енергетско и ефикасно осветлување во тунелите, како и систем за вентилација, за детекција и гаснење пожар, за резервно напојување со електрична енергија, како и систем за мониторинг и управување со сообраќајот. На новиот автопат треба да има 2 патарини, кај Гевгелија и кај Демир-Капија, за кои пред 1 месец е изградена градежна дозвола и се очекува да бидат завршени за 8 месеци. Во присуство на голем број пријатели на марката, представници од Фелата, клиенти, во Сити Хол во Скопје беше представено SUV семејството на Opel, Crossland X, Mokka X и Grandland X. Новите остварувања на гигантот од Риселсхајм беа представени на несекојдневен начин. Наместо модератори, моделите беа презентирани од автомобилските новинари од државава, заедно со Драган Ненадовиќ, регионалниот директор на Opel. Господинот Ненадовиќ изрази големо задоволство поради премиерната промоција на SUV гамата на Opel во Македонија, како и фактот за големиот интерес што го предизвикува овој настан. Како што истакна тој, Opel сега може да понуди дури 3 возила од SUV сегментот Mokka X, одличен наследник на веќе прославената Mokka, како и Crossland X и Grandland X, први заеднички модели развиени во рамките на новата групација PSA. Со овие модели, компанијата влегува сериозно во најбрзо растечкиот сегмент во светот и очекува дека набрзо ќе станат најдобро продавани возила и на македонскиот пазар. Тие не само што ќе го обезбедат заслуженото место на Opel кај љубителите на овој сегмент, туку и ќе заокружат целокупната атрактивна понуда. Mokka X се одликува со атрактивен дизајн и погон на сите 4 тркала. Моделот е вистински успех за Opel, со повеќе од 750.000 продадени возила. Opel Crossland X е разбирлив, остар, свеж и неверојатно практичен. Првиот играч во SUV селекцијата им одговара на сите кои се сестрани и подготвени за предизвици. Opel Grandland X ги представува сите карактеристики што ги поседува еден SUV автомобил. Голема пространост и разновидност, комбинирана со стилско-динамичен интериер, го прават Grandland X премиум возило со врвни квалитети.
Францускиот производител на автомобили PSA објави рекорден раст на продажбата за првите 4 месеци од годинава. Продажбата на автомобили се зголеми за 42%, а главната заслуга за овој раст му се препишува на Opel Vauxhall, кој е дел од PSA над една година. Иако овој раст во продажбата, прометот не ги достигна прогнозите на аналитичарите од Inquiry Financial, кои најавија дека ќе бидат остварени 18,35 милиарди евра, сепак во француската групација треба да бидат задоволни со оствареното. Peugeot Citroën одамна се на патот на позитивните остварувања, а во тој правец полека вози и Opel Vauxhall. Инаку за првите 4 месеци приходот кај PSA изнесува 10,21 милиарди евра, а кај Opel Vauxhall 4,84 милиарди евра. До крајот на годината PSA очекува раст од 10% во Русија, во Латинска Америка 4%, во Кина 2% и стабилна позиција во Европа. Европската комисија ќе има право да наметнува казни до 30.000 евра по автомобил и да реагира на сервисни акции при скандали слични на Dieselgate на Volkswagen, кој изби во септември 2015 година. Новите надлежности на ЕК беа изгласани од страна на Европскиот парламент, а со нив комисијата добива овластување слично со она на Агенцијата за заштита на животната средина во САД. Темата за дизелите и загадувањето што тие го предизвикуваат е болна за Европа, бидејќи половина автомобили на стариот континент се такви. Освен тоа, многу земји членки на ЕУ се уште не успеваат да ги исполнат своите цели за заштита на животната средина и загадувањето од страна на возилата. Кинеската влада ги стави крај на една регулатива со која ги обврзуваше меѓународните автомобилски производители доколку сакаат присуство на локалниот пазар. Тие досега не можеа да настапуваат сами на пазарот, туку мораа задолжително да создаваат заедничка фирма со домашна компанија со вложување до 50%. Оваа деловна регулатива датира од 1994 година, а се очекува да биде отстранета до 2022 година, каде предност сепак ќе добие кинескиот бизнис. Според информациите, до промени може да дојде уште пред крајот на оваа година, од кои ќе можат да имаат корист странските автомобилски брендови кои имаат производство на електрични возила и плагин хибридни остварувања, бидејќи за нив тие веќе ќе бидат на сила од ова лето. Значи, согласно новините во кинеското законодавство, најголема корист од новите случувања во бизнисот во Кина ќе имаат компаниите од калиберот на американската Тесла. Затоа, Елон Маск уште во летото минатата година објави дека компанијата се наоѓа во процес на преговори со локалната управа на Шангај, а крајната цел е изградба на производствени капацитети во Кина. Домашните аналитичари коментираат исто така дека промените ќе доведат до зголемување на тензии кај локалните производители, но најверојатно првите резултати ќе понудат одреден ефект, па со време ќе стивнат страстите. Посетителите на Биеналето на 15-тото издање на Peking Show во International Exhibition Centerот во Пекинг беа сведоци на голем број новитети, каде во преден план беа хибридните и електрични возила, особено од домашните производители кои ќе се обидат да ги искористат одредените законски регулативи и субвенции кои ги нуди државата со цел намалување на загаденоста, пред се во огромните кинески мегаполиси. Веднаш до нив беа
представниците од најбрзо растечкиот сегмент на пазарите во светот, SUV изведбите или кросовери, како и се поприфатливите продолжени варијанти на луксузните лимузини. Над 150 премиерни изданија, 36 светски, што континентални, што домашни, концепти, прототипови студии, но и такви кои непосредно по семските денови или до крајот на годинава ќе се најдат на патиштата. Според статистиката во International Exhibition Center во Пекинг, се најдоа над 2000 експонати во повеќе категории, се обидоа да се представат во најблескаво издание на рекордни 250.000 метри квадратни. Согласно овие бројки, несомнено ова е една од најголемите вакви манифестации во светот. Вреди да се напомене дека ова не е само смотра на новитети, туку и на голем број нови технологии и технички решенија, кои ќе најдат наскоро свое место во најсовремените автомобилски изданија. Еден од кинеските гиганти Гили го привлече вниманието во Пекинг со новиот концепт Icon, кој несомнено ќе добие наскоро и сериска верзија, а е надграден врз платформата на Volvo X40. Концепт Icon е обликуван во дизајнерското студио во Шангај под раководство на Гај Бургојн, под председател на Geely Design China, кој работел за Volvo и Renault. На возилото се истакнуваат специфичните врати, стаклен покрив, минималистички интериер со хајтек опрема, дигитални инструменти, инфотейнмент систем. Многу воздишки предизвика луксузната поделба на Great Wall Way, која го представи изданието X-Concept, за кој, како велат од компанијата, го најавува новиот дизајнерски јазик. Тоа е во прв план, но новина се електричен погон, систем од автономно управување, препознавање лица, виртуелен холографски состав, кој секако се во развој. Chery се представи со Taigo 8 SUV модел со 7 седишта кој ќе го заземе местото во гамата над моделот Taigo 7. Taigo 8 е со должина од 4700 мм, а со него донесува и сосема нов агрегат 1,5 литерски турбобензински со 150 конски сили, кој пристигнува во спрега со 6-степен автоматски менувач со двојна спојка. Овде секако би го споменале и новитетот на Volkswagen моделот E20X. Во прашање е првиот модел на заедничкиот бренд SOL, всушност модифицирана верзија на електричниот јак EV7S. Во погонската единица електромотор со 116 конски сили и 270 Нм со автономија од 300 км. Концептот iX3 на BMW најавува целосно електрична верзија на компактниот кросовер од баварскиот производител. Иако станува збор само за концепт, тој е предвесник на серискиот модел кој наскоро треба да се најде на пазарот. Маската на ладилникот е рестилизирана, освен рамот кој остана ист. Она што е суштинска разлика е електричниот погонски систем кој развива 270 конски сили. Капацитетот на батеријата е 70 киловат-часови, а со полна батерија iX3 ќе може да помине до 400 км. Со автомобилот доаѓа и брз полнач со капацитет од 150 киловат-часови, па батеријата во автомобилот може да се наполни за само 30 минути. Поради новата трансмисија и контролен модул, оваа верзија е полесна од стандардната. BMW веќе потврди дека серискиот модел ќе се произведува во соработка со Brilliance Automotive со седиште во Кина. Се уште нема информации за тоа дали овој модел ќе биде произведен и за други пазари. Германците ја покажаа проширената верзија на моделот Mercedes-Benz A-класа, кој е наменет само за пазарот во Кина, која ќе биде произведувана од Peking Benz Automotive Co., заедничка фирма на Daimler и BAIC Motor. Новината е со должина од 4609 мм, а само за споредба C-класа е долга 4701 мм. Значи, автомобилот е подолг за 190 мм и 20 мм повисок од европскиот модел.
дел, а растојанието помеѓу двете оски е зголемено за 60 мм. Кинескиот собира 420 литри во својот багажник, што е за 50 литри повеќе од хеџбекот. Во агрегатската понуда се два мотори со зафатнина од 1,33 литри, достапен со моќ од 136 и 163 конски сили и 2-литарски со 190 конски сили. За нив е обезбеден 7-брзински роботизиран менувач. Како и хеџбекот, така и седанот доби нов инфозабавен комплекс MBUX, кој во топ верзијата има два 10-инчни дисплеи, како и низа асист состави, превземени од S-класа. Официјалната премиера во Пекинг имаше и луксузниот концепт Mercedes Maybach Ultimate Luxury. Сериската верзија на Ultimate Luxury ќе е со хибриден погон, а суштински дел од неа ќе биде 4-литарскиот V8 бензински мотор со две турбини, со моќ над 500 конски сили, а само на струја лимузината ќе може да мине најмалку 50 км. Со оглед на особеностите на купувачите, дизајнот на интериерот е збогатен со детали од злато, природно дрво и кожа. Во задниот ред се оформени две индивидуални места разделени од дел за јадење со чајник и скромен сервис чаши. По 4 години од лансирањето во 2013 дојде ред за дотерување на втората генерација на Фордовиот втор по големина кросовер во гамата моделот Kuga. Модернизацијата донесе нов изглед, освежен интериер како и одредени новини на полето на агрегатите. Пред се воведен е нов TDCi дизелски агрегат од 1,5 литри со 120 конски сили, а подобрен е 2-литарскиот толку за да дополнително биде намалена потрошувачката и емисијата на штетни гасови. Ние на располагање имавме Kuga со 2.0 TDCi со 150 конски сили и 6-степен мануелен менувач, кој моќта ја пренесува на предните тркала. Тоа всушност е базната конфигурација на споменатиот мотор, која е достапна и во верзија со 180 конски сили, како и автоматски Power Shift менувач и погон на сите 4 тркала. SUV изданијата наметнаа некои стандарди со кои ги задоволуваат современите трендови и афинитетите на купувачите, меѓу кои несомнено е добриот изглед. По правило, оваа група возила комбинираат атрактивен и динамичен дизајн, засилен со специфични детали, па во синиот овал решиле да додадат и малку повеќе шмек, па сега новата Kuga навистина се одликува со врвен стајлинг. Моделот изгледа подинамично, поагресивно и поскладно. Со редизајнот истакната е дополнително големата трапезоидна маска која добила и висок сјај. Променети се и светлосните состави, како напред, така и позади. Модифицирани се браниците, а малку се поробусни крилата со нагласените штитници. Промените во интериерот се помалку, каде поради поголемо влијание на квалитетот, употребени се нови дезени. Најголемата новина е можеби поинаквиот изглед на управувачот, кој сега пристигнува и со функција греење. Врвот на централната конзола остана резервиран за мултимедијалниот уред, каде сега е имплементиран составот Sync 3 со побрз одзив функциите на екранот на допир и зголемена листа на гласовни команди. Инаку, за разлика од прегледните инструменти со извонредна графика и оригинални сини стрелки, централната конзола во робокап стилот и натаму предизвикува кај нас поделени мислења. Меѓутоа, она што не остава место за било каква полемика е врвната практичност и пространост, а токму тоа е оној втор важен фактор кој по изгледот во голема мерка ги освојува купувачите и ги наведува да се одлучат за SUV моделите. Не би сгрешиле ако кажеме дека возилото од 4,5 метри има и можеби повеќе простор од Mondeo, кој користи платформа еден број поголема.
Кон ова и за моментот дека поради височината и отворот на вратите лесно се влегува и излегува од возилото, а за ова придонесува и фактот што вратите се отвораат широко. За предните седишта највисоки оценки, а во тестниот модел беа со лумбална поддршка. Чиста петка и за задната клупа, освен што е пространа, е мощна и удобна, а за тоа своја улога има и можноста за регулирање на аголот на потпирачот. Дотераниот дизел пријатно не изненади. Оние 150 коњи и 320 Нм вртажен момент добро повлекуваат, иако имавме возило тешко над 1,6 тони. Тивок култивиран и доволно еластичен и одлично соработува со 6-степениот менувач. До 100 забрзува за 10,1 секунди и достигнува максимални 200 км на час. На нашиот тест во градски услови на возење со вклучена клима и активиран старт-стоп систем, потрошувачката во просек беше околу 8 литри, а на отворен пат таа изнесуваше нешто над 6 литри дизел гориво. Високата позиција на седење нуди чувство на сигурност и овозможува добар преглед на сообраќајот пред вас и бочно. Сосема разбирливо, за ова издание прегледноста позади е нешто послаба, но со оглед на тоа што во пакетот на опрема во тестниот модел имавме задни сензори, ги олеснува маневрирањето и паркирањето. Кога сме кај опремата, треба да истакнеме дека имавме двозонска клима, систем за намалување на ризикот од странично превртување, помош при тргнување на нагорнина, електрична рачна сопирачка, сензор за светла, стартување на возилото на копче, темпомат, веќе споменатиот Sync 3 со навигација и 8-инчен екран, LED дневни светла и LED осветлување во кабината, а дополнителниот дизајн пек донесува 17-инчни алу фелни. Што се однесува до возните својства, тие се исто така на високо рамниште. Управувањето е прецизно, што е одлика на Фордовите изведби, а цврстото потпирање кое обезбедува добра динамичност не влијае на удобноста на патниците. Своја улога за ова имаат и пневматиците со поголеми димензии, со кои лесно се минуваат нерамнините и дупките. И покрај тоа што беше опремена само со преден погон, благодарејќи предсе на високиот клиренс, може да се симнете надвор од асфалтот во авантура во природа. На крајот, заклучок е дека во Форд со потполно обновената куга се надминати сите недостатоци за кои клиентите имаа забелешки. Факт е дека пред вас е модел со доминантен изглед, солидна функционалност и практичност и високи стандарди за сегментот каде припаѓа. Вака спакуваната верзија во Mida Grand Motors со одредени отстапки од импортерот чини 27.900 евра. Интересна понуда за моделот кој достојно може да се спротистави на Peugeot 3008, Renault Kadjar, па на еден Audi Q3. Форд објави дека во 2017, трета година поред, легендата Мустанг е најпродавано спортско купе на глобално ниво. Според податоците на IHS Markit, повеќе од 1/3 од реализираните представници на моделот биле купени на пазарите надвор од САД. Поточно, како велат од Форд, речиси 126.000 продадени примероци на Мустанг, минатата година 81.866 биле реализирани на територијата на Соединетите Американски држави, а другите на пазарите во над 120 земји ширум светот. Од брендот евидентирале невиден интерес кон моделот на територијата на Кина, каде што возилото било најбараното спортско купе за минатата година со 7125 регистрации. Најпопуларната продажна конфигурација на Ford Mustang за минатата година била верзијата Mustang GT со незиниот 5-литарски V8 мотор, а вкупната продажба на моделот од промоцијата на глобалниот пазар во 2015 година веќе е на ниво од над 418.000 единици.
Главниот град на Русија е рангиран на прво место на листата на градови со најголем сообраќаен метеж во Европа, според анализата на консултантската и осигурителна компанија GoCompare. Граѓаните во Москва поминуваат во просек 91 час годишно во кошмарен сообраќај. Според експертите, возачите во руската престолнина поминуваат на вистина многу време во сообраќаен хаос, бидејќи московјани преферираат да патуваат со автомобил наместо да користат јавен превоз. Лондон се наоѓа на второто место со просечно 73 часа поминати во автомобилот за една година. Сообраќајот се влоши во англискиот главен град поради забраната за влез во познатата шопинг улица во Оксфорд Стрит. Париз е трет со 65 часа и покрај големите напори на градските власти да го ограничат бројот на автомобили во градот. Германија и Русија се водечки според застоите во сообраќајот во своите метрополи на стариот континент, бидејќи меѓу 25 градови на листата се 5 од Русија и 7 од Германија. Нема ниту една метропола од Балканот меѓу топ 25. Во листата на 10 градови со најголеми застои влегуваат Москва, Лондон, Париз, Осло, Брисел, Берлин, Мадрид, Рим и Стокхолм. Јагуар одбележува 50 години од дебито на првата генерација на лимузината XJ, со специјално издание на актуелниот модел што дебитира на салонот во Пекинг. Специјалната верзија го носи името XJ50 и се разликува по новите браници, 20-инчни филни, црна решетка на ладилникот и акцентите XJ50 на предните всмукувачи за воздух и задните издови. Во кожната кабина, амблемот е интегриран на седиштата, односно подпирачот за грбот, како и централниот подпирач за раце. Специјалната верзија на XJ може да се порачува во стандардна и продолжена верзија и двете со 3-литарски бензински мотор со 340 конски сили и дизел со 300 коњи. Францускиот премиум произведувач DS, член на PSA групацијата во Пекинг, представи своја визија за автомобил на еднината. DS XE Tense е француска визија на автомобил од 2035 година со два електромотори кои испорачуваат 1360 конски сили во посебна тркачка опција, додека за стандардното возење ќе бидат достапни 544 конски сили. Футуристичкиот дизајн покажува едносет, но DS XE Tense има флексибилна кабина која може да биде прилагодена и за двајца патници. Дизајнерските елементи од XE Tense ќе бидат застапени на новите DS модели, вклучувајќи го DS3 Sportback планиран за крајот на оваа година, како и DS7 Crossback SUV кој ќе има речиси 300 конски сили. За време на салонот во Пекинг, јапонците официјално ја покажаа Corolla PHEV. Точните параметри за возилото се уште не се јасни, но веројатно ќе бидат базирани на составот што се користи во Prius. Corolla PHEV ќе се составува во Кина заедно со уште еден хибриден модел, помалиот седан Levin, кој го користи истиот погон. Toyota исто така најави дека во 2020 година ќе видиме чисто електрична верзија на компактен кросовер CHR. Nissan го представи своето целосно ново електрично возило, моделот Sylphy Z Zero Emission, кое е развиено и произведено во Кина и е наменето за локалниот пазар и ќе понуди висока технологија, пространа внатрешност и одличен комфор, а електричниот погонски систем ветува автономија од 338 км со едно полнење. Батериските пакувања се интегрирани под седиштата, што е гаранција за дополнителен простор во патничкиот дел, особено за нозете на патниците на задната клупа. Nissan Sylphy ZE е развиен врз основа на технолошките и конструктивни решенија на Leaf, со продадени повеќе од 320.000 единици на глобално ниво. Продажбата на новината во Кина ќе започне подоцна оваа година. Hyundai го представува седанот La Festa, авангардата на новиот дизајнерски стил на брендот.
Sensuous Sportness кој корејците ќе го имплементираат во идните нови модели. Всушност, првиот модел во овој стил беше концептниот Le Fil Rouge, представен во Женева, додека La Fiesta е првиот сериски автомобил на Hyundai со новиот дизајн. Незини главни карактеристики се оптика кај светлата, специфична решетка на ладилникот, страничниот релјеф и малата опашка на багажникот. Судејќи по својата големина, La Fiesta е создадена врз основа на Hyundai Elantra седан. Под хаубата е поставен 1,6 литарски бензински турбомотор кој работи во комбинација со 7-степен преселективен роботски менувач. Спецификите за моторот не се објавени, но Elantra развива од 177 до 204 конски сили. Конструкторите на автомобили измислиле веќе доста различни по вид воздушни перничиња, но се развиваат нови и нови во потрега по максимална заштита на патниците во возилото. Неодамна се појавија нови интересни решенија. Меѓу нив е заштитното воздушно перниче дело на компанијата ZF од Фридрихсхафен. Станува збор за централно превентивно воздушно перниче, кое при страничен удар се отвора меѓу патниците и ги штити од удари меѓу нив или со распоредените до нив седишта. Друг иновативен производ развива Hyundai Mobis. Оваа перница ќе ги штити главите на патниците од сериозни повреди во случај на кршење на стаклениот панорамски покрив и во исто време нема да дозволи некој од патниците да одлета надвор во отворот на покривот. Засега од Hyundai, независно од успешните тестови, не даваат прогнози за почетокот на сериско имплементирање на оваа иновација, додека централната перница меѓу патниците уште оваа есен ќе се монтира во топ моделот A8 на Audi. Засега таа ќе ги штити седнатите позади патници, а за возачот и совозачот сличен уред е се уште во проектна фаза. Развивањето на перничињата не е нешто со кое се размислува само на патниците на автомобилите. Се спроведува интензивна пешачка и велосипедска заштита. Засега единствен ваков имплементиран развој е во предниот капак на последното Volvo V40 и е наменет за заштита на пешаците при судир во возилото. Шведската автомобилска компанија Volvo подготви посебен прототип наречен S90 Ambience. Седанот има необичен тавански проектор кој создава уникатен амбиент во салонот и ги смирува нервите. Volvo S90 Ambience е изграден врз основа на обичниот S90, но интериерот му е целосно преработен и опремен со уникатен систем, контролирани амортизери, медија центар и проектор. Новиот концепт на седанот е со 3 седишта, со подобрена зона на удобност на задното седиште. Посебната атмосфера е создадена за патниците која е регулирана со 3 индикатори. Имено, инженерите создадоа апликација за паметни телефони кои ви овозможува да ја контролирате атмосферата. Со еден клик избирате режим преку кој на проекторот се појавуваат различни тематски клипови: Northern Lights, Scandinavian Forest, Swan Lake, Archipelago, Rain, Nocturnal и Freedom. Климатизација пушта една од 4 специјални ароми Byredo, а аудиосистемот Bowers & Wilkins репродуцира музика. Например, ако ја одберете темата дожд, салонот ќе мириса свежо, што ќе биде придружено со вистинска слика и музика.